Поштовани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате: разговор за моменталната состојба во земјата, но и за координација за активности за побрзи избори, средба Касами Мицкоски. Редно е да се покачат пензиите, едва и стигаат за плаќање на сметките, мислење на тетовските пензионери. Успешна година на младинскиот центар Ајкен од Гостивар, реализирани низа обуки за вештини на младите. Градоначалникот на општина Тетово и председател на Беса Билјал Касами денес оствари средба со председателот на ВМРО ДПМН. При тоа било разговарано за моменталната состојба во земјата, како и за тоа како да ги координираат активностите за побрзи избори. Денеска имавме чест и задоволство да ни биде на гости председателот на ВМРО Кристијан Мицкоски, со кој разговаравме за соработката на централно ниво, за изнаоѓање на решение во делот на кризата во која се наоѓа државата, како и во меѓународно ниво, така и на внатрешен план економската криза која е посериозна во делот на енергетската криза. Разговаравме во делот на тоа како да ги координираме активностите за да имаме побрзи избори и волјата на народот да дојде да биде и во централните органи, во централната власт, односно владата да биде избрана со гласовите на народот од следните избори. Дојдовме до еден заеднички заклучок дека, а тоа е и практично заклучокот на огромно мнозинство граѓани, би рекол повеќе од 2/3, дека државата оди во погрешен правец, дека Македонија се движи во погрешен правец и дека оваа влада треба час поскоро да замине за да и тргне на Македонија и на граѓаните на Македонија, без разлика дали се тоа граѓани на Скопје, Штип, Тетово, Гостивар, Струга или Струмица. Колку подолго оваа влада на СДСМ и ДУИ остане таму каде што е, толку повеќе проблеми ќе имаат сите граѓани, толку повеќе полни автобуси ќе ја напуштаат Македонија и најголем дел од нив никогаш нема да се вратат, толку повеќе ќе имаме корупција, ќе имаме криминал и ќе имаме лоша економска состојба. Ако некогаш можевме да бидеме лидери во регионот според економскиот раст и според бројот на инвестиции, за жал денеска сме на самото дно и тоа е поразувачки факт. Пензионерите се надеваат дека ќе се зголемат пензиите. Велат редно е да се покачат нивните приходи, бидејќи со ниски пензии едва и успеваат да ги платат сметките. Следуваат мислењата на тетовските пензионери. Не знам, се е можно, ма не ви верува толку. Треба ли да ги покачат? Ако ќе покачи минималната плата, би требало. Би требало. Па ја мислим редно е да се покача пензии, пошто има луѓи со мали. Не би испод 15.000 требало да биде подоле пензија. Ја мислим така, вие не знам како размислувате. 15.000 да може да плати струја, вода што требе и да има за да се прехрани. Стигнуваат ли? Ха? Дали стигнуваат овие средства? 15.000 ќе може да стигне, мало не може да пружиш ти рука, знаеш како е. Какво е време сега, тешко е, криза е свегде, не само кај нас, свегде е криза. Па сега ќе видимо што ќе направи. Не верувам. Нема шанса. Ова држава само надоле иде, не нагоре. Нема, само старци ми ја останат, дадите избегнат. Ќе правиме ова, ќе правиме тоа, ништо не направили. Фабриките су били, ги продали, ги уништили. И кој ќе седи? Ние старците ќе умреме и држава ќе остане без ништа. Они побегнати. Од друго што да ви кажам. Дали треба да ги покачат според вас? А треба, госпожо, да ги
го зголемат. Пошто со тоа цените како се дигнати, нафта, бензинот, за јадење све, тие треба да се покажат. Најмалку 20-30%. Очекувано, ама али ќе изголемат, не се знае тоа. Што мислите вие? Па би требало, а мислимо дека нема да изголемат, само што не лажат нас така. Се одржа првиот состанок за најавеното зголемување на пензиите, на кој учествуваа сите засегнати страни. Целта на разговорот е можноста за промена на методологијата. Дискусијата за растот на пензии ќе продолжи во периодот кој што следува, со цел да дојдеме до најдоброто решение кое ќе донесе раст на пензиите на долг рок. Ова ќе значи придобивка за околу 330.000 наши граѓани, пензионери. Создаваме систем според кој пензионерите ќе имаат сигурност, известност и покачувањето на нивните пензии нема да зависи од ничија политичка волја или од тоа дали ќе има избори. Носиме решение кое што е одржливо на долг рок. Носиме системско решавање на прашањето. Дополнително зборевме и за тоа навистина се радувам за и Сојузот на Сдружение на пензионери, но и партијата на пензионери, кои што беа и текако солидарни кон различните категории на пензионери кои што добиваат различни висина на пензионери и ги рековме, зборувавме за различни модели кои што ќе значат посолидарен начин на поддршка, тоест навадење на одредена група на пензионери вон недостоинствените нивоа на пензии. Тоа што ни остана како задача како влада е во наредниот период да направиме симулации на денеска тоа што го зборувавме, да видиме какви импликации тоа ќе има за пензискиот фонд. Знаете дека ние не би сакале да влеземе во дискусија, како што и другите засегнати страни не сакаат да влезат во дискусија за загрозување на пензискиот фонд. Сакаме да останеме на стабилен пензиски фонд, но да осигура дека наредните години навистина пензионерите, не само наредните години, од оваа година ќе добиваат повисоки пензии, ќе се справуваат со предизвиците кои што не само тие, туку сите граѓани во нашата земја се офатени. Приватни тематични лекари од примарното здравство, приватните специјалисти и стоматолози кои имаат договор со Фондот за здравствено осигурување, денеска го започнаа најавениот протест. Примаат само итни случаи и не даваат услуги што се нудат преку мој термин. Ние, како што рековме, тоа беше одлука на мнозинството доктори кои што сакаат да изразат револт, така да еве ја почитуваат сите, нели, таа одлука се со една единствена цел да дојдеме до подобро здравство, до сигурност, до просперитет на оние амбуланти кои што навистина се загрозени. Веќе 3 години сериозно нема никакви преговори во кои што нешто би поместиле, би разговарале за подобри приходи, за успешност на амбулантите, за задоволни здравствени работници, промена на режим на лекови, да олесниме народот да не се шета по здравствените лавиринти, заради тоа што навистина и постојат сериозни проблеми и за народот и за нас. Така да работат од ден на ден се отежнува, трошковите секојдневно пораснуваат и колегите веќе алармираат да не можат да издржат оние кои што имаат помала капитација, оние кои што се во рурални места каде што има огромно иселување, нема наталитет, нема млади души, така да сериозно мора да се разговара. Ако еден систем на капитација веќе постои 20 години, од септември 2001 година, а сега сме 2022 година, не може ништо да не променува. Се движи напред, се променува, само ние стоиме како да сме во Турско. Значи, овие здравствени работници и требаат ли на државата? Имаме се поголем број на региони кои што остануваат без доктори, без сестри. Ние мора да размислуваме, бидејќи нема поголемо богатство од здравјето на нашиот народ. Движењето антикоцкање од Тетово не се согласува со предлозите на министерствата објектите за игри на среќа да бидат оддалечени 500 метри само од основните и средните училишта. Движењето денеска на пресконференција најави протест против отворање на ново казино во близина на Градинка. Ние како движење антикоцкање и како дел од народот се чувствуваме изневерени и тотално разочарани
од политиката и политичарите и што е многу битно од нивната безпомошност. Можда тие сакаат да ги нарекуваме одлучувачи. Ние знаеме дека се избрани со гласот на граѓанинот. Меѓутоа, не е во ред да дават предлози и да одлучуваат против благосостојбата на тој граѓанин. Ги советуваме сите политички субјекти да придонесат кон донесување на добар закон што ќе го брани народот. Да дават конкретни предлози за дотичниот закон до Комисијата за финансирање и буџет. Од друга страна, бараме од општините како институција да се изборат за нивните ингеренции, почнувајќи од општина Тетово, кои се обврзани да го заштитат градот од ова зло што го зафатило. Треба да бидеме заедно во битката против злото, бидејќи ова не е етнички проблем, ниту сезонски, ниту регионален, а најмалку политички проблем. Затоа, ние мислиме дека самите ќе бидат виновни ако не се донесе долго очекуваниот закон против коцкање. Почитувани, преку вашите медиуми информираме дека во вторник, 22 февруари, во 14 часот, ќе бидеме во поддршка на граѓанскиот протест против отварањето на казиното близу градинката Младост. Протестот ќе се одржи кај кружниот тек према некогашната текстилна фабрика Тетекс. Ви благодарим. Ајкен е младински центар од Гостивар кој постои веќе 1 година и постојано реализира успешни проекти. Бројот на млади лица кои посетуваат обуки во центарот за совладување важни животни вештини секој ден е се поголем, како и бројот на партнери соработници со кои заеднички се остваруваат зацртаните цели. Креирање можности за младите преку организирање обуки, поддршка во барањето работа и создавање мрежа на млади и работодавачи. Ова е мисијата на центарот Ајкен од Гостивар, кој представува вистински иновацијски хаб со програми кои најмногу им помагаат на младите за совладување вештини потребни за IT секторот. Ајкен е еден од поубавите центри во Гостивар, каде што циркулираат млади луѓе. Општината е горда на центарот и ќе продолжи да го поддржува, рече градоначалникот на општина Гостивар Арбен Таравари. Ајкен центар веќе прерасна во референтен центар во Полошки регион, една од поубавите центри каде што циркулираат многу млади луѓе. Ние сме многу горди во општина Гостивар што заедно со Полошкиот регион и со Универзитетот за Југоисточна Европа направивме таков центар кој што сега од 1 јануари ќе започне да обстојува сама. Меѓутоа повторно општина Гостивар ќе продолжи да биде поддржувач, бидејќи Ајкен центарот е местото кај што се спајаат младите луѓе, општините, универзитетот и предприемачите од Гостивар, односно бизнисмените од Гостивар. UNDP е еден од главните поддржувачи и соработници на центарот. Целта е да се поттикнат младите да совладаат вештини со кои ќе бидат компетентни на пазарот и ќе инвестираат во својата иднина во земјава, а не надвор од неа. Улогата на UNDP е да биде еден од главните поддржувачи на Ајкен и главните партнери и практично заедно со центарот и со овој извонреден тим што работи тука да ги востановиме сите програми кои што се наменети за младите лица од Полошкиот регион, да можат да стекнат соодветни знаења, вештини, компетенции кои што ќе им помогнат многу подобро да се позиционираат на пазарот на трудот и да го најдат своето работно место во некој од компаниите тука во регионот. Идејата е секако да се спречи иселувањето на младите од Полошкиот регион, да се поттикнат, значи да го побараат своето работно место тука и иднината во својот регион од каде што потекнуваат. Членовите на Ајкен задоволни од сето она што го научиле во центарот. Сметаат и дека треба да стане дел и од образовниот процес со цел младите да градат вештини и утврдуваат знаења кои ќе им бидат од голема корист во иднина. Јас сум била дел од неколку онлайн обуки организирани од младинскиот центар Ајкен во изминатата година
и навистина ни се од голема помош поради тоа што благодарение на нив ние се стекнуваме со нови знаења, вештини и пред се добро искуство. И во оваа прилика сакам да иницирам ICANN да се вметне повеќе во образовниот систем, тоест да склучите некој договор со средните училишта, бидејќи навистина многу креативно и многу добра можност младите да се обучуваат. Над 1100 лица ги посетиле обуките на центарот, а околу 620 млади лица веќе се обучени за одредени вештини. Центарот одбележува 1 година постоење и има стекнато над 80 нови членови во изминатата година. Во продолжение деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово денеска околу 9 часот и 20 минути со судска наредба привеле 25 годишен тетовец за издржување на затворска казна, пошто бил спроведен во казнено-поправната установа Затвор Тетово. Ноќеска 10 минути по полноќ на улица Гоце Делчев во Гостивар, полициски службеници со судска наредба привеле 21 годишен гостиварец за издржување на затворска казна. По приведувањето тој е спроведен во казнено-поправната установа Затвор Тетово. Полициски службеници исто така вчера околу 16 часот и 30 минути во Гостивар привеле 59 годишен гостиварец кој одбивал нивна наредба и не поседувал документи за идентификација. По документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. 45 годишен жител од Тетовска Палатица вчера во 12 часот и 50 минути во СВР Тетово пријавил дека на 27 минатиот месец непознато лице во негово име склучило, односно го продолжило договорот со телефонски оператор во Тетово и подигнало телефонски апарат без негово знаење и согласност. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера пак во 16 часот и 15 минути 39 годишна тетовка во СВР Тетово пријавила дека на улица Кузман Јосифовски Питу во Тетово нејзиниот малолетен син бил каснат од куќе. СВР Тетово спроведе и акцијска контрола на гостиварското подрачје за прекршоци на пешаците. Вчера од 16 до 20 часот на поширокото гостиварско подрачје била спроведена сообраќајна контрола за прекршоци што ги прават пешаците. Во контролата биле откриени и соодветно санкционирани 9 ваков вид прекршоци, кои во најголем број се однесувале на непрописно преминување на улиците надвор од пешачки премини. На прекршителите изготвени им се законски предвидените поднесоци. Вчера исто така од 8 до 20 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведени се и активности за брзина во рамките на кои биле санкционирани 15 возачи, 7 од Тетово и 8 од Гостивар, кои ја пречекориле максимално дозволената брзина надвор од населено место, од кои двајца од Тетово за повеќе од 50 км на час. На сите им се изготвени поднесоци, а со поднесоци биле заокружени и 56 други видови сообраќајни прекршоци, 42 во Тетово и 14 во Гостивар. СВР Тетово и следните денови ќе продолжи со контролни активности на подрачјето, во чие средиште ќе биде брзината, престигнувањето и давањето предност на пешаци, со цел да се придонесе за поголема безбедност на патиштата и градските улици во Тетово и Гостивар.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите, ви благодариме на вниманието. Пријатно!